Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, денес имавме заеднички состанок со Коалицијата за обнова на Македонија. На овие избори, Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, освои повеќе од 55.000 гласови, повеќе од СДСМ на советничките листи. Тоа е убедлива победа. Јасна порака до власта, а за нас голема одговорност. Иако сликата е јасна, има уште еден круг на овие локални избори. И уште еден чекор до промени и остварување на нашата заедничка нова иднина. Она што го видовме во првиот круг од изборите, а тоа се подкуп на гласови, полнење на кутии, притисоци, уцени, го очекуваме во поголема мера во вториот круг. Но воедно ги повикувам граѓаните да излезат во што е можно поголема бројка во вториот круг на изборите, бидејќи само со мобилизација и зголемена излезеност може да се победи полицијата на Спасовски, обвинителството на Русковска и сите оние бандити кои што се закануваат низ Македонија и собираат на тој начин поддршка за СДСМ и коалицијата која што ја предводи СДСМ. Ни остана само уште еден чекор. Нова иднина на почитување на вредностите, принципите, на промените, проектите и победите. Откако неуспешно велеа дека се најдобри, денес СДСМ вели дека ќе донесат прогрес. По 5 години власт, нивниот прогрес е прогрес на криминалот, корупцијата, прогрес на инфлацијата и цените во маркетите, прогрес на трошоците за живот, прогрес на аферите и скандалите, на неказнетиот криминал, на неуспесите во здравството, ковид жртвите, експериментите во образованието, прогрес на нивниот личен имот, лични удобства за сметка на сиромаштијата кај народот. Не е тоа прогрес. Тоа е назадување за народот и за земјата. Изборите покажаа дека има сериозно антивладино расположение и незадоволство од власта, а опозицијските гласови и нивната заедничка цел е промена на власта и нова иднина за Македонија. Затоа повикувам на здружена опозиција, заеднички до целта за подобра и нова иднина. Секоја наша разлика во опозицијата е помала од заедничката цел да ја собориме оваа власт за да Македонија оди напред со сите луѓе. Здружена опозиција на леви, центар и десни, со една мисија рушење на оваа влада. Бандитизмот и стегите кои ги носат сиромаштијата, несреќен живот и апатија. Подавам рака за обединување и здружена опозиција, а тоа и го бара народот на овие избори. Македонија има иднина. Македонија мора да победува. На чекор сме. Сите заедно да направиме големи работи. Иднината да дојде сега. Заеднички, сите заедно, обединети до целта. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Јас бев јасен на пресконференцијата веднаш после гласањето во неделата, онаму каде што има кандидати за градоначалници, а кои што доаѓаат природно од политичките партии кои што се дел од Коалицијата за обнова на Македонија, а каде што настапува различно од Коалицијата за обнова на Македонија, таков е случајот во Центар Жупа, таков е случајот во општина Карпош и во другите места. Тука немаме дилема дека застануваме и ги поддржуваме тие кандидати за градоначалници. Онаму каде што имаме кандидати за градоначалници во втор круг од коалицијата Алтернатива и Алијанса, исто така немаме дилема и застануваме комплетно позади тие градоначалници, како што е кандидатот за градоначалник во општина Чаир, овдека во Скопје, во други места, Дебар, Гостивар и така натаму. Има повеќе места во Македонија. За останатите се уште раководството на партијата нема завземено став. Очекуваме во текот на денешниот или утрешниот ден да имаме веќе појасна позиција и ќе излеземе во јавност.
Па што туку одговорив на прашањето на вашиот колега, дека се уште раководството нема донесена одлука во тие општини каде што има кандидати кои што не се дел од коалицијата за обнова на Македонија или не се дел од коалицијата Алтернатива и Алијанса, кого ќе поддржи. Сега сме фокусирани на вториот круг на локалните избори. Очекуваме да победиме секаде онаму каде што сме во вториот круг, вклучително и градот Скопје. Веќе 5 општини во Скопје завршија во првиот круг. Тоа се Кисела вода, Газибаба, Бутел, потоа тука е Ѓорче Петров, аеродром и така натаму. Мислам дека сме многу блиску и до формирање на мнозинство во Советот на градот Скопје. Така што тука ни е фокусот да победи Данела во Скопје, да победат кандидатите од коалицијата за обнова на Македонија, ширум Македонија, а потоа јас очекувам дека природно ќе се наметне темата за ново парламентарно мнозинство на кое што работевме пред изборите. Очекуваме дека ВМРО-ДПМН и коалицијата која што предводи ВМРО-ДПМН како недвосмислен победник на новите локални избори и на советничките листи имаме повеќе од 440 советника, СДСМ има 370 советника, коалицијата која што ја предводи по гласови имаме повеќе од 55.000, 22 градоначалника во првиот круг, додека овдека имаме 9, мислам дека беа. Така што тука немаме никаква дилема дека ВМРО-ДПМН е победник заедно со коалицијата за обнова на Македонија и како коалиција очекуваме да формираме ново парламентарно мнозинство, ќе го отпочнеме тие разговори веднаш по завршување на локалните избори. Гласаат за кандидатите за СДСМ, можно ли е таков престран да заклучи оваа федерација да испадне нешто? Јас не можам да ги коментирам математиките и не сакам да ги коментирам математиките на Зоран Заев и на СДСМ, бидејќи тоа е антиматематика, не е тоа математика. И она кое што е математика вистинска е тоа дека 22 наспроти 9 општини, 55.000 гласа предност, повеќе од 70 советника низ Македонија предност. Тоа е вистинската математика и во таа математика ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија е недвосмислен победник на новите локални избори. Јас ви реков, очекувајте во вториот круг бруталност од полицијата на Спасовски, очекувајте од оние луѓе по улиците кои што и во овој момент работеа за да приближат повеќе гласови за СДСМ, кои што се однесуваа насилно, да уште понасилни бидат, бидејќи се во паника, знаат дека ги губат изборите. Затоа таа антиматематика нема да ја коментирам. Ова е вистинската математика за која што јас зборувам. До сите опозицијски партии, до сите, вклучително и до левица. И за советите, и за мнозинството во советите, апсолутно е повеќе упатен и до левица и до сите опозицијски партии. Но и оние партии кои што се дел од владеачкото мнозинство, кои што мислат да мигрираат во некое ново парламентарно мнозинство. Ако тука завршивме, да ве поздравам, ви благодарам на вниманието.